Значи, тие 40 деца, јас воопшто не видов дека повраќаат и дека имаат некаков проблем, зашто ви кажав дека бев одсутна во тој момент. Наставничките им реков да се дадат изјава кога започнале болките на децата, како тоа се случило и кога прв пат ги повикале родителите. Мислејќи дека тоа нели е нешто прелазно, дека можеби е некој вирус кој што децата се играат во исти ходници се, па можеби тој вирус се пренел и на другите деца, значи сепак немаше потреба никого да алармирам. Но во четвртокот, кога дојдов на работа, значи имаше по проверката имаше одсутни 109 деца и тоа ми беше еден аларм да се упатам и до Државниот санитарен инспекторат, до доктор Коцева, да кажам дека имаме проблем, дека имаме одсутни деца. И воедно ми кажа дека предходно имало најава за ова и од Центарот за јавно здравје ќе дојдат и да ја проверат ситуацијата. Екипата од Центарот за јавно здравје прво праша за храната. Храната ќе ја образложам после и зошто се уште не е во нашето училиште, значи бидејќи немаме организирано исхрана, значи не можеше да се констатира дали е нешто од храната. Сепак секој родител си одговара за своето дете, за ужината која што му ја дава за тој ден. Потоа се случи да проверуваат затоа што има тука и некој кетеринг што возможеле во оделението, тоа се 14 деца кои што имаат кетеринг храна, значи да провериме дали тие 14 деца навистина се со симптоми. Не без моје известување, затоа се превземав мерки. Значи, тоа за кетеринг со 14 деца, тоа е без моје известување, но сепак се воспостави дека нема никаква врска тоа, дека 12 деца од тие 14 имаат симптоми, но дека другите две немаат симптоми. Така да ја отфрлија можноста дека нешто е со храната и друг момент кој што мислеа дека е проблем, тоа го констатира проблемот со водата. Искрено, јас во тој период, значи, ми побара инспекторките водата, можам да тврдам и еве, аргументите покажаат дека навистина е исправна и сите ние вработените и учениците пиеме од таа вода, но сепак кога надлежните институции велат со таква констатација дека сепак она што беа препораките беше водата за пиење да не биде за тој ден, затоа што се сомнeva дека нешто можеби има во водата. Од тој момент кога тоа го констатираа, значи тоа беше веќе на 6-тиот час. Само од последниот час учениците од предметна настава беа земени, а воедно добив и насока во тој трак кај што имаше одсутни деца, овие што ви ги кажав 109, значи таму да нема настава, односно или да се дислоцираат, или помалите ученици да се ги земат родителите, да ги однесат дома, за да не се јават други симптоми. Си играте со интелигенцијата и за советничката група и на родителите и на целата јавност. Испадна дека се сите криви, само вие сте прави. Криво е топлото време, што во еден дел од ходникот предизвикал вирус. Криви се кучињата, што имал никој дете вирус. Криви се децата што ги оштетуваат тоалетите. Сите сте криви, само сте вие прави. Кој е крив што да почнам од синоќ? Кој е крив што вчера со список ги внесувавте родителите на состанокот? Мораше да дојде градоначалникот, за да може да влезат сите заинтересирани родители и раководителите на службите од општината да присуствуваат на состанокот. Предлог листата на кандидатите за избор на директор е уствоена со 10 гласа, односно со 5 гласа за двата кандидати, дадени од страна на председателот на училишниот одбор и уште 4 членови на одборот, а училишниот одбор има вкупно 9 членови. Заради овие настани, градоначалникот, колку што се сеќавам, до архивата на училиштето достави решение со кое ја враќа постапката за избор на директор на повторно одлучување. И покрај уредно доставеното решение, за кое е писмено и усно известен председателот на училишниот одбор,
ниту го известил министерот за образование и наука, ниту преземал мерки и действија за повторување на постапката според решението од градоначалникот. И се уште мислам и знам дека веќе мандатот на председателот на училишниот одбор му е завршен. Значи, знам дека има и второ дете во училиштето, меѓутоа треба да има законска празнина, односно еден празен од, па повторно да се кандидира и дали ќе биде избран. Во Законот за основно образование, значи стои еден член, не сум правник, но сепак правниците знаат кој тој член, да не го цитирам, во кое што стои дека во рок од 10 дена, доколку градоначалникот не се произнесе за предлогот на кандидатите. Престанете, значи не сте власти за тоа, прашањето не треба да биде. Не мислам дека до мене. Што не ни одговара? Што не одговара? Пет души гласа 10 пати им не ни одговара. Значи 9 членови на училишен одбор, 10 гласа. Кој е 10-тиот? Ајде. Значи, ајде, кажете го кој е 10-тиот член на училишниот одбор, кој број 9 членови. Ајде, кажете го. И уште нешто, јас спомнав сум Значи, кажете го, директорке, кој е 10-тиот член на училишниот одбор, што сте гласале 10. Еве, нека го кажа. Али нека кажува член во законот кој кажува министрот. Најлесно ви е на вас министрот да ви транспортира линија. Готово, завршите со викање. Вие завршите со викање. Па нема да се навикувате. Па ве запишав и реков ќе до мене да волчите. Волчите понатам. И уште нешто не ми одговори директорката. Дали се уште се чувствува миризбата во училната онаму каде што ја пронајдава? Повелете. Не се чувствува миризбата, значи, можеби констатацијата на екипите од водовод беа такви да кажат дека се е во ред и со излезната водоводна мрежа, а што се однесува до шахтите што се во надворешниот дел на дворот, ние уште пред да започне учебната година. Значи тоа го саниравме, дојде екипа од водовод и се средија тие шахти и рече дека најверојатно во тој период зашто било топол ден, можеби шахтата, можеби враќала мрежата, но тоа и дома ни се случува на некои периоди. Значи затоа и беше препорака тие умивалници од каде што се чувствуваше миризбата, кои што не функционираат, кои што пред 2 години биле оставени со со надеж дека ќе се направи водоводната мрежа, тие да се извадат и секако да се стави една пластична капа на на сифонот, за да не се чувствува никаква миризба. Не сум знаела дека колегите советници многу повеќе знаат за училиштето од директорката и воедно јас сум тука представник на советот на општината, меѓутоа и вработена во тоа училиште веќе 7 години и мислам дека покрај директорката најдобро ги знам работите бидејќи сум по цел ден тамо на работа. Прва работа. Втора работа во однос на напаѓањата од страна на советниците, како е избран директорот, си има закон, каде што би сакала да го прочитам тој закон. Ајде однето. Јас сакам институцира. Дали има право на моје мислење? Дали има право на моје мислење? Благодарам. Јас го водам текот на седницата. Јас го водам текот на седницата. И сакате да се расправаме, ќе се расправаме, нема проблем. Сакате да се расправаме или сакате да работиме? На сите исто. Ја разбираме нервозата, ја разбираме нервозата. Многу сте нервозни. Ја разбираме нервозата. Многу сте напнати нешто од ситуацијата, напнати се сега. Напнати, инфаркт, ќе ме мамне, инфаркт уште малку. Инфаркт. Сакам да му се заблагодарам на колегата што ни посакува инфаркт да не мавне. Фала Богу, убаво се осеќам и јас и моите колеги. Да продолжам понатаму. Според Законот за основно образование, каде што вели член 132,
Став 12 вели училишниот одбор на Општинското основно училиште во рокот 7 дена од извршениот разговор со кандидатите на градоначалник на општина му се предлагаат двајца кандидати за избор на директор. Дали се предложија двајца кандидати? Одговорот е да. Се надевам и градоначалник се согласува со тоа, затоа што двајца кандидати беа дадени. Ама проблемот е тие двајца кандидати, како дошле до тие кандидати. Тоа е проблемот, колешке, тоа е проблемот, како дошле тие кандидати до градоначалникот. Одето условите за обезбедување на седница, мислам дека вие како председател треба да го едете. Дали може да се искаже? Повелете се. Јас знам дека вие... Значи, ниту еднаш не упа. Ајде, мола, не ми се обраќате на таков тон, повелете. Таков ми е гласот, професионална деформација, многу гласно зборува. Знаеш мојот глас каков е. Став 14 вели, градоначалникот, односно министерот, во рокот 10 дена од денот на добивање на предлогот избира еден кандидат за директор на основно училиште. Став 15. Ако директорот, односно градоначалникот, се извинувам, во рок утврден со став 14 од овој член не избере директор, изборот го врши министерот. Ако се сеќавате, пред не знам колку време, каде што и градоначалникот, еве го датумот 10.10.2014 година, имаше наслов во дневниот вестник Печат, каде што вели за 2 недели донесени 14 решенија за тројца директори на едно училиште. Значи, никој не е крив овдека за изборот на овој директор, затоа што законскиот рок е пробиен. Законскиот рок, според законот кој што воедно е правен председателе. Ме прекинувате 10 пати, ако само сега ви сметаме да се кидаме сите водите си, а сами се Многу ми е забавно, не ми сметате. Повелете. Да, ама нас не пречи вашето однесување. Зашто упаѓате во збор дека колешката зборува? Има Зошто немате домашно воспитување да не дофрлате тоа? Значи имате можност да побарате моја смена, не е проблем никако. Имате можност. Ако не ги модам согласно деловникот, статутот законот да се бројат. Ако не ги модам седници, да ја побарате моја смена, не е проблем. Сега, ќе видиме. Здравје Боже, ќе видиме. Да не треба пауза да направиме. Зошто кажувате дека советниците избрани од граѓаните имаат право да го кажат своето мислење? Имате право, само немате право. Абе, ја силувате цела држава, ја силувате ние. Право вие да поведение да го не сте вие квалификувани Па навикнати сте да искачате порано од работа, не ви се работи за тоа. Не, ви навикнати сте ништо да не работите и да излагате од работа. Да, има. Пауза. Пауза. Ништо не ви чува.